Говор на омраза на интернет може да биде секоја форма на изразување преку зборови, слики, видеоклипови или која било друга форма на онлайн активност. Свиња, педери, племе шиптарско, гасна комора за шипта, курвинска кучка, ороспија, копиле педерско, циган смрдлив, курви предавнички, циганска работа, двоцевки, комуњари, предавници. Говорот на омраза може да биде врз родова основа, лична карактеристика, бојата на кожата, религијата, националното потекло, етничката припадност. Кој е жртва на говорот на омраза? Секој, и како поединец и како група. Интернетот е помалку подложен на контрола и со тоа помалку ризичен за хејтерите кои се кријат зад анонимноста. И сајбер малтретирањето е говор на омраза. Тоа се случува во онлайн комуникацијата со намера да се вознемири, заплаши, попречи или физички да му се наштети некому. Зошто да се бориш против онлайн говорот на омраза? Зборовите болат и омразата боли. Онлайн омразата често води кон физичко насилство. Корените на онлайн говорот на омраза лежат длабоко во општеството. Еве некои примери како да препознаеш говор на омраза и злоупотреба на интернет. Постираш расни, етнички и национални навреди и закани. Постојано испраќаш некому невкусни, злобни и навредливи пораки. Постираш или споделуваш лажни информации за да повредиш некоја личност. Споделуваш слики од личност која е во засрамувачка ситуација без нејзина дозвола. Имаш цел да заразиш нечи компјутер со вируси. Ги убедуваш другите да исклучат некого од одредена заедница. За да се заштитиш од говор на омраза и злоупотреба на интернет, следи ги овие совети. Не одговарај. Сподели го проблемот со некој кому веруваш. Прашај за совет. Пријави го проблемот во Комисијата за заштита од дискриминација и организации кои работат на онлайн заштита. Пријави го проблемот на сопственикот или провајдерот на веб страницата. Блокирај ги непосакуваните контакти и луѓе кои се однесуваат несоодветно. Промени ги имейл адресите или мобилните телефони ако преку нив се ширел говор на омраза. Пријави го проблемот во полиција, бидејќи говорот на омраза влијае врз нечие здравје, безбедност и психичка добросостојба. Говорот на омраза на интернет е анонимен, но жртвите се вистински. Пред да споделиш, размисли дали ќе повредиш. Препознај и пријави говор на омраза на интернет.